вечер и добре дојдовте во Топ тема. Уште еден бурен политички ден е зад нас. Вечерва во Топ тема донесуваме. Министерски оставки, разбудена совест или одговор на странскиот притисок, подадена рака за диалог со опозицијата или политички маневар на Груевски. Токму така, тоа се само дел од дилемите. На ова би надополнил делот до што се случуваше денеска. Нова бомба на опозицијата и контра YouTube бомба против опозицијата. И сето тоа ќе биде дел од дебатата вечерва со моите гости Саша Клековски и Сефер Тахири и Саша Ордански. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Добро вечер. Двајца министри замина од владата, вклучително и директорот на УБК. Како гледате на оставките? Дали е ова некаков политички маневар, одговор на странскиот притисок или нешто трето? Добро, веќе подолго време наназад беше јасно дека први кои би требало да си дадат оставки се луѓето во безбедносниот сектор на државата, вклучувајќи и во верзијата на ВМРО-ДПМН. И да снимките потекнуваат од странски служби, значи тоа е сериозен пропуст, повеќе годишен пропуст на нашите служби за разузнавање и контраразузнавање. И во една таква ситуација веќе подолго време мислам дека во било која верзија од настаните се очекуваше да дојде до една таква оставка, зборам за Мијалков и за Јанкуловска. Меѓутоа, во моментот, баш денеска, се измешани сигналите дали влегуваме во деескалација или во понатамошна ескалација. Значи, ние денеска, односно, синоќа ги имавме оставките, денеска е најавата за следбата на четирите политички лидери на четирите поголеми партии. Од една страна, од друга страна, реториката меѓупартиска не се менува, таа е се уште... Дури и се вжештува. Таа е вжештена цело време, не знам што повжештено би можело од тоа да биде. Значи, не може да започне политички диалог без поместување во реториката што ја користат страните. Така да, мислам дека сигналите се конфузни дали постојат намери за деескалација и влегување во политички диалог или се уште се мисли дека ќе се постигнат повеќе добивки ако се ескалира состојбата. Значи, тоа е главното прашање, дали клучните политички партии гледат добивки за себе во деескалација или ескалација. Ќе ги разгледаме сите тие детали. Ордановски, која е вашата генерална оценка околу оставките? Па мојата прва генерална оценка е дека Министерството за внатрешни работи мора подхитно со овој новиот министер таму што е дојден да почне да прави комплетна истрага за настаните од саботата и неделата. Значи, тоа е еден огромен скандал со сите резултати кои ги имаме. Значи, од една страна уништена терористичка група, од друга страна многу експерти кои се согласуваат дека е тоа една крајно проблематично изведена безбедносна операција. И тоа не затоа што таа истрага ќе даде сега суштински одговори, бидејќи таа ќе биде предмет на истрага за што? Официјалниот став е дека тоа е една од најдобрите... Официјалниот став на Груевски повеќе не е официјален став на Македонија. Тоа ќе трае додека Груевски не се замине. Откако Груевски ќе се замина, тоа нема да биде така далеко од оваа емисија што сега разговараме, ќе се почне нова истрага, ќе се почне анкетна комисија во некаков парламент кој што ќе има политички легитимен состав, каде што сигурен сум дека ќе излезет и таа ќе трае комисија, таму мора сите детали да се проучат. Видите, оставките уследија после жестоката реакција на меѓународната заедница за Кумановските настани. Значи, оваа Гордана Јанкуловска и овој Сашо Мијалков биле викнати да им бидат предочени одредени работи во врска со акцијата околу Куманова. Затоа они се поднесуваат оставка. Не си поднесуваат оставка они зашто се фатени за прислушкувањата. Они за прислушкувањата мислеа да бидат министри уште 100 години.
туку се фатени со такви работи кои што во една истрага може да покажат дека целата таа работа има многу поголеми и понепријатни димензии отколку овој митолошкиов карактер што слушам дека Мијалков вика дека митолошки акции правеле и ако не се лажам Груевски рече дека ќе се изучувале нивните акции. Акциите не само ова туку и другите. Ова сигурно ќе се изучува. Ова сигурно ќе се изучува во Академија за безбедност и тоа во детали со години што доаѓаат, како што сигурно пошто овие ќе се учат у книги, сигурен сум дека Груевски у енциклопедија Британика ќе се учи најмалце, пошто он е бар едно 2 класи над нив. Така што ние не чувме денеска зашто си даде оставки луѓето. Не чувме ние зашто тоа наеднаш преку ноќ клучни луѓе на Груевски се менуваат и ако мислат они дека ќе залажат јавноста со тоа што сега нешто ќе прават. Само во образложението на Милијана Киевски се споменуваат директно бомбите, односно прислушуваните материјали, додека Мијалков и Јанкуловска образложението е дека сакаат да придонесат за релаксација. Ама се слуша дека Милиј го сопрега на граница која сакал да заминува од земја. Добро, јас зборам за тоа што е ако веќе говориме за шпекулација, веќе подамна во политичката чашја се говори за реконструкција баш на овие министри поврзано со бомбите. Јас тоа го знам и немам сомневање дека нивните оставки се поврзани со Куманов. Овие оставки се спомнувани недели назад. Сигурен сум дека за тоа мораше многу одамна да се поднесат оставки. Но овие оставки се резултат на некакви скандали со кои ние непријатно ќе бидеме конфронтирани во месеците и годините што доаѓаат. Втор пат го споменувате ова во јавноста за неколку дена. Имате некои сознанија за некоја заднина на кумановските случаи? Како да не, па се бавам со проста анализа на што го гледа. И таа заднина е колку да речеме оваа триумфална капи у Скопје што ја направи. Значи, само кои ќе ги погледате фактите, како се случува следот на настаните, излегува луѓе кои се поупатени од мене во работите да кажат како се некои работи документирани. Излегува албанци кои што се дел од разноразни структури безбедностни и бивши безбедностни да кажат какви биле врските. Излегува податоци дека некои од тие врски се документирани, дека има врски со наши безбедностни структури кои оделе на Косово. Видите, ви кажам, да не шпекулираме. Затоа пледирам. Овој министар сега што е дојден таму, веднаш да почне со истрага. Видите, ако мислат дека нешто тие докази може да се скријат, или ако мислат дека со тоа што на нашите безбедностни сили ќе им исплатат од 5000 евра хонорар за тоа што ги изложија на таков ризик, и ако мислат дека со тоа ќе се заврши целата работа, дури не е важно што ќе се случи со оваа политичка драма низ која поминуваме. За ова мора да има сериозна истрага. Двајцата луѓе кои што се врвот на тој апарат, Гордан Јанкуловски и Сашо Мијалков, нема да бидат поштедени од сериозни прашања за нивната улога во планирањето и изведбата на настан. А нели акцијата изведе униформираната полиција, чиј шеф сега стана министр? Јас денеска читав текст дека во акцијата учествувале и американски специјалци. Видите, знаете како, што тоа значи акцијата изведе униформираната полиција? Чиј што шеф станал министр, па шефот на сите е Груевски уште седи таму. Што би сакате да кажете дека некакви формалности кои што може да се појават дека имаат смисла околу вистината за Македонија. Таму ќе се направи истрага, како што сега ќе следуваат истраги од кои ќе се отидат овие истражни тимови, овие обвинителски тимови. Ние ќе бидеме исправени не само до политичко решение, туку како што сите се залагат и до правна разлика. Едно по едно, Сефер. Добро, да, значи моите поенти кои што ги имам да ги кажам, ги кажа двајцата Сашо, Сашовци, да. Едниот и вториот, иако гледам дека уште на почетокот не се согласуваат баш за некои клучни прашања. Јас мислам дека оставките се логичен след, значи логичен резултат на тоа што го имаме како политичка ситуација, како политичка криза. Мислам дека прислушувањата не може да се анализираат изолирани од настанот кој што се случи во Команово, имено и тајмингот е тој. Значи, тие поднесуваат оставки веднаш по настанот во Команово. И без да имаше прислушување. Значи, самиот настан да се случуваше изолиран. Значи, имаме 8 загинати полицајци. Значи, еден живот да беше значи уништен во таа акција, министерката не требаше да се чека, веднаш требаше да си даде оставка. Министерката за внатрешни работи не дека сега е
она не е веќе министер, па ние можеме да си кажеме многу работи врз неа, но одговорноста, значи, треба да ја сноси. Политичката, моралната, ќе се утврди дали има наоди за кривична или правна одговорност. Но за сите аспекти министерката до пред 7 дена вклучително и деновиве поврзано со Куманово изјавуваше дека не се чувствува одговорна и за прислушувањата и најголема неодговорност е да се напушти функцијата во вакви времиња. И наеднаш имаме Тоа се политички изјави кои што се дават за внатрешна политичка употреба, за политичка манипулација, за политички маркетинг и така натаму, и тоа ни е јасно веќе како бел ден. Мислам дека значи уште во најавата, значи не зборам со објавувањето на првата бомба. Значи не зборам за тајмингот со објавувањето на првата бомба. Уште во најавата дека ќе има бомби, овие луѓе требаше да си поднесат оставка. Значи, нема никаква логика, барем според мене. Не ја знам целата историја на прислушувањето во земјите на во светот, но се обидувам да ја употребам логиката. Значи, имам прислушување на 25.000 граѓани. Значи, само тој факт е доволен и министерката за внатрешни, и Сашо Мјалков, и сите клучни луѓе во значи дирекциите во министерството требаше да си поднесат оставки. Зашто но ние влегуваме во 4-тиот месец, и прашање за сите, влегуваме во 4-тиот месец од така наречените бомби. Нивното прво објавување беше на 9 февруари и сега имаме два настани кои што тука ги и посочивте. Ордановски инсистира на дека кумановските настани, инцидентите во Куманово биле катализатор, според Клековски дека тоа острите пораки на амбасадорската шесторка. Некој версо дека заради острите пораки. Куманово секако влие, бидејќи Куманово покажа дека во дестабилизирана политичка состојба ние сме ранливи во повеќе начини, во повеќе смисли, веројатно забрза некои работи. Меѓутоа, само да кажам околу тоа дека нешто е факт. Шведската влада вика дека сам силувал некоја девојка во Шведска. Дали е тоа факт? Не, тоа е обвинение. Ние мораме да разбереме дека презумпцијата на невиност не е само за луѓето што ни се свиѓаат, туку презумпцијата на невиност е пред се за луѓето што не ни се свиѓаат. Значи, многу лесно јас да верувам дека е невин брат ми, братучет ми, децата мои, мајка ми, пријателите. Проблемот е да верувам дека е невин ривалот, оној што е на другата страна, тоа не се докаже. Мислам дека ние сме влезени во една ситуација каде што не можеме да излеземе, бидејќи механизмите за решавање на разликите не функционираат и немаме во моментот начин како да ги изградиме тие механизми. Еве да речем, ако два соседи се карат за меѓа, може да викнат еден друг сосед да им помогне да видат кај е меѓата. Тоа кај нас не функционира. Може да побарат попот или оџата во селото да арбитрира каде е меѓата. И тоа не помина, може да додадат на суд. Добро, има сега и модерен термини во судството, медиатор, кој што може не може да одат на суд. А после тоа може да почнат да се расправат, да постават блокади на патишта едни на други, да си ги попречуваат влезовите на нивите. Тоа може да ескалира до насилство. Каде се наоѓаме сега ние во состојбата? Значи, проблемот е кој овие работи ќе ги верифицира. Значи, едните велат вака, другите викат не е така. Другите викат вака, првите викат не е така. Значи, прашањето е кај нема доверба во собранието, значи дека анкетна комисија може тоа да го направи, нема доверба во судот. Меѓутоа, мојата дилема е дали веруваме дека кога СДСМ ќе дојде на власт, дека судот за една година потоа ќе стане нов суд, дека во него сите граѓани ќе имаат доверба. И заради тоа предлагаш да нема никакво суд. Не, туку да бараме начин кој ќе прифати предложи како да го најдеме начин да биде специјален суд за истражување на. Значи тоа е она ја што го предлагам, да се спроведе истрага за кумановските настани. Специјален суд за анкетна комисија која што ќе работи на истражување на кумановските настани, за да завршат шпекулациите. За прислушувањето исто така. Чекајте сега, анкетна комисија од овој парламент
парламентарен состав? Јас реков кога кажувам, значи во новиот парламентарен состав кога ќе се создаде после фери демократски истраги, избори, за ова мора да има анкетна комисија. Ние не знаеме кога ќе. Јас велам за да стигнеме до Мислите дека ова нешто е итно и настанот е завршен? Ние треба да ги излечеме пулките и да направиме истрагата за да тоа не ни се повторува. Јас зборев за прислушкувањето. Исто така, тоа истата логика се однесува и на прислушкувањето. Затоа што ние сме заглавени, јас говорам за две вистини, и кој има две вистини, кај што има спор која е вистината, ние можеме да најдеме механизам како двете страни во спор ќе ги надминат и како ќе се согласиме. И во моментот проблем што ниту собранието, ниту судот, ниту анкетните комисии не се прифатлив начин за решавањето. Ние можеме сега да почнеме тоа да го Клековски, па затоа се предлага да власта која што работи со неприфатливи институции како што ги наброја, да се демисионира, да дојде една друга власт која што ќе има мандат да од тие институции колку толку за одреден период направи институции на кои ќе им се подигне довербата, да после тој период се направат едни демократски фер избори, за да можеме точно тоа ти што се залагаш, да удриме една црта во која ќе кажеме сега во овие институции имаме повеќе доверба отколку во Мијалков и Гордан Енголовски. Не повеќе, И тоа делува прилично логично и прилично не е некаква целосна доверба, бидејќи повеќе доверба од ова доверба во овие институции ќе биде очигледно недоволна. Знам, ама јас не верувам дека целосна доверба некогаш може да се постигне. Но секако ова е сега целосна недоверба. Нивото на доверба треба да се мислиш дека во ова ниво на нарушени односи дека нема да биде тоа доживено како светничка акција. Еве, има фери демократски избори, победува СДСМ и СДСМ го бира јавниот обвинител, пошто владата ќе го избира јавниот обвинител, јавниот обвинител ќе покрене истрага. Мислиш дека симпатизерите на ВМРО-ДПМН ќе мислат дека таа е праведна? Прво, ова еве сега, не еве сега. Ова што е еве сега ќе биде за 12 до 18 месеци. Добро. Второ, британците поканија уважен новозеландски судија за да разрешува еден многу чувствителен британски скандал со педофилија. Го поканија една судика, тамошен уважен експерт, да председава со ова. Па за истото збориме, само ти го говориш дека не може да се постигне ништо, дека целиот процес е закочен. А јас ти викам дека мора да почне откочувањето со оставки на сите. Значи, додека Груевски не демисионира, ние овој процес не можеме да го започнеме. Тоа е тезата. Проста е, не е толку комплицирана. А Груевски прави се, само ако треба сите да ги фрли од палуба, само он да остане на кормилото на бродот. Па нема да може, така ми изгледа мене. Кликовски, дали оставката на Груевски е почеток на тоа што на почетокот го означивте како деескалација? Зависи во чии очи. За мене неопходно е да се согласиме за патот на излезот. За мене непристасна, за непристасна вклучувајќи странец. Значи, покрај Британија, знам северноирски пример, каде што начетето не е една држава кај што луѓето се срамат од своите постигнувања, тоа е една држава кај што веруваат, меѓутоа едни во други не си веруваат. За да се реши тоа, поканија канадски експерт да биде полициски омбудсман. Бидејќи не верува дали католик или протестант може да ја води таа функција. Значи, има механизми. Ние во овој процес на нарушена доверба е важно да видиме како ќе вратиме таа доверба. Ако едни на други не си веруваме, мислам дека нема да си веруваме дали е јавниот обвинител поставен од ВМРО-ДПМН или од СДСМ. Другата страна ќе мисли дека тоа одмазничка акција, неправедна акција. Ние мораме заради еднината на државата да се согласиме. Ова е механизмот во кој однапред ќе вложиме доверба, дека да, ќе го прифатиме исходот, без разлика каков ќе биде исходот. Така е, ама ако дозволиш една друга метафора за нивите, јас фудбалско игралиште употребувам. Така е ова се што го говориш. Ама сега теренот на кој играме е ваков. Тука е СДСМ со голот, овдека е ВМРО. Ние само сакаме ваков да го направиме. Тоа се вика to level the ground. Кој ќе го направиме ваков теренот, стативите ќе излезат на исто водоравно. После ќе бареме овие познати модели како ќе се решава. Додека е ваков теренот, кај што Груев седи на овој гол овдека и вика дајте бе сега ќе разговараме ние. Па добро, ако е удолница, вие малце поише шутирајте нагоре. Не бива таа работа. Не, јасно е, тоа збори сега за изборите. Да. Бидејќи скокаме ние од тема во тема, значи збориме за правната и за политичка државност. Првиот чекор кон некаква релаксација на климата, на затегнатите односи и обид за седнување на... Овие оставки што видовме се првиот чекор за наредните оставки кои треба да следуваат.
Лековски, дали овие оставки можат да создадат, бидејќи еве првичната реакција на американската амбасада денеска е дека дека оставките се солидна основа да се креира атмосфера за диалог. Значи видите го компромисот. Сакаше нешто да кажеш, да се чувствувам лошо. Не. Видите го компромисот што сите мора да го направат за седницата на Советот за безбедност, од која никој не беше среќен, ама го направи. Георги Иванов го повика председателот на СДСМ Заев и веднаш кога се оправда, ако е он обвинет, презумпција на невиност, постои он е невин и не треба тоа да го кажеме, ние сите знаеме дека Заев не може да биде виновен за нешто, нема конечна судска пресуда. Али Ахмети испрати Тава Џафери, демек тоа не е Тава Џафери една висока фигура во ДОИ, демек тоа не е признавање на легитимитетот на председателот. Заев рече дека тоа е заради безбедносната состојба. Значи сите мора малку горчина да го отнат од тоа решение. Кој колку горчина треба да го отне, веројатно проблемот е што е потребно некое паралелно одвивање. Јас не се согласувам дека прво ќе има политичко решение, па после ќе има правно решение. Ќе треба некој паралелен процес да го Лековски. Невозможно е тоа во ваква ситуација, значи едноставно е невозможно. Заради тоа што вие стравувате што ќе следи. Ако доаѓа СДСМ на власт, ќе се освети на припадниците на ВМРО ДПМН. Значи, вие пред да кажувате дека стравувате за нешто што ќе се случи, треба да бидете склон кон тоа. Значи, јас не ви упатувам порака, но си го кажувам своето мислење, да има политичко решение. Значи, оставките кои што се случува. Денеска имавме исто така најава за формирање на влада со широка политичка основа. Јас мислам дека во моментот, иако тоа можеби ќе беше пред да ескалира ситуацијата и на безбедносен план, можеби ќе беше решение. Велам можеби, не со голема сигурност. Но во моментот и таа веќе не е решение. Затоа што политичка влада со вклучување на сите политички партии значи дека ќе ги репрезентира интересите на тие што се политички следбеници на овие политички партии. Но тука веќе не се работи, мислам, не се работи само за политика, за гола политика, за политички интереси. Туку се работи за интересот на граѓанството. Бидејќи каде ќе останеме ние што не сме во политичките партии, во таа влада каде што ќе учествуваат ВМРО ДПМН со овој премиер, СДСМ, ДУИ или ДП. Бидејќи се загрозени, реално се загрозени човековите права. Вие велите зошто јас велам дека не е факт или пак не се факти прислушувањата. Ние ги слушаме. Еве, без разлика, значи, дали се тие реализирани од страна на правата за безбедност и контрразузнавање или пак Министерството за внатрешни работи. И странска служба да снимала, и тоа е факт дека некој треба да поднесе политичка одговорност. Политичката одговорност не може да оди од политичкиот чиновник, од администраторот, таа оди од премиерот. Ја мислам дека се сите спремни да има избори. Проблемот што ние не можеме да се договориме ни како да ги имаме изборите. Ама тоа не е ВМРО ДПМН, мислам дека не е спремно. Нема, сега се запнаме околу ставките, јас сум сигурен дека владата сега ќе даде оставка. Не сум да, ама во која смисла оставка? Да. И да формира широка политичка влада, Груевски да биде премиер пак? Кажи? Да се формира широка политичка влада и Груевски да биде премиер пак? Ма не се излегува ваква длабока политичка криза со едностранни решение. Значи, ова секако ќе фати време, ова мора да стартува од ова што сте ви оптимиста, па мислите дека сега владата ќе поднесе оставка. Ја мислам дека не е баш така ситуацијата, мислам дека Груевски ќе се со канџите длабоко влезен. Што он ги фрла од палуба Јанкуловска и Мијалков, за другите е спремен да ги шутне овака пет пари не дава. Затоа е ова компликувана криза. Затоа оваа криза ќе се решава уште извесен период. Таја мора за да почне да влеземе точно во суштината што ја кажувате, тоа е договор за тоа како ќе правиме избори. Мора да дојдеме до ситуација кога Груевски ќе демисионира од позициите на власта. Откако он ќе демисионира од позициите на власта, оти ова е точно што го кажува Сефер. Видите, јас сум прислушкува. Мене не ме застапува Заев. Каде ја да се жалам? Ја не верувам на овој корумпиран
според ова што го слушам обвинител, дека може да го брани мојот интерес. Јас како граѓанин водеше претходната не ме интересира, јас овој што го слушам дека е тој. Јас како граѓанин баџанакот на Мијалков не си поднесе оставка. Кумот на Груевски не си поднесе оставка. Јас каде да се обратам како граѓанин? Затоа сакам да кажам, ние мора да дојдеме до едно ниво, тоа ниво да го изравниме игралиштето, за да може головите да ги ставиме и да кажеме сега вака. Ако проценат преговарачите дека ни треба странец да го води процесот, јас сум склон да мислам дека странскиот фактор секогаш бил прилично стабилизирачки и помагал во решавање на проблеми во Македонија. Ако проценат дека, јас сум сигурен дека за ова ќе мора, како што веќе реков, за неколку случаи, прислушувањето една анкетна комисија, настанието Куманово, втора анкетна комисија, специјален обвинителен суд, зашто да не, србите тоа го направија, од истите причини, затоа што немаа доверба дека нивното судство може тоа да го прави и за да се заштитат и тие што се подсомнеш дека ќе следува одмазда. Значи ова треба да е интерес и на Мијалков и Јанкуловска да има посебен суд. Затоа што точно е тоа и они може да се сумневаат дека утре Заев ќе стави свој. Нас не ни требаат такви решенја. Но се ова мора да започне, а гледаме дека тука се дава отпор и се прават трикчиња. Сега трикчиња се прават. Сега денеска парламентот направил комисија која ќе ја председава опозицијата кој ќе се врати. Овој си даде оставка, тројца си дадоа за да се врати. Добро, тоа може да се преговарачки тактики. Добро, но од нешто мора да се почне, а од што конкретно да се почне, верувам ќе дадете сите своји идеи и сугестии по кратката пауза за реклами. Останете со нас. Повторно сме назад во студиото со Сашо Ордановски, Сашо Клековски и Сефер Тахири. Клековски, од што, чекор по чекор, некои три потези кои што треба да се повлечат за да се влезе во тој некаков диалог кој што може да навести некаква разврска. За утре се најавува некаква лидерска средба, има многу малку информација од она што се знае дека таа ќе биде под покровителство на меѓународни представници кои како нема информации, меѓутоа она што е познато досега и што го изјави вечерва лидерот на СДСМ Зоран Заев е дека тие не седнуваат на никакви разговори со Груевски доколку нема меѓународни представници присутни и доколку меѓународните представници не се медијатори на тие разговори. Добро, тоа е во ред да се бара медијатор во процесот. Мислам дека трите или сите страни држат една многу високо ниво на реторика, која е агресивно, која е текетирачки. Од друга страна имаме едно постепено приближување на позициите кои тешко се приметува. Значи СДСМ на почетокот збореше исклучиво за политичка разрешница на прашањата. ВМРО ДПМН збореше исклучиво за правна разрешница и тоа само на пуч обвинението. За да полека почнат да ретерират. СДСМ збори сега и за политичка и за правна разрешница, ми се чини премиерот во еден од говорите покрај разрешница на пуч спомна самежливо разрешница на содржината на правна разрешница. Значи, за да не бидам јас погрешно разбран во претходниот, ние мораме да имаме и политичка и правна разрешница. И прашање за градењето на довербата, најверојатно дека мораме да видиме кај ќе води патот во двете разрешници за да се акомодираат ставувањата на страните. За да настане било какво поместување, значи прво мора да зборат едни со други. Ако не зборат едни со други, нема да има поместување во ова. Значи, ке има политичка и правна разрешница, сега што очекуваме да постигнеме и на едното и на другото, за да дојдеме до реалните ситуации што им требаат на сите. И на СДСМ и на ВМРО ДПМН. При тоа не говорам за заштита на криминалот. Значи, ние мораме да од тоа излеземе со еден процес на кој ќе ја врати довербата на граѓаните во институциите. Ние не можеме да градиме успешна држава со расцепена доверба во институциите, на некои институции многу ниска доверба. Така што е прашање на потикнување. За некои работи, не само медијатори, ќе треба и странска помош,
за да се дадат овие искуства, како е тоа направено во Ирска, како е тоа направено во Британија. При тоа и не треба да се срамиме, ако побараме да луѓе што имат по-големо меѓународно искуство ни помогнат, пошто и други земји имале непријатни ситуации, како што кажа Сашо. И на огелен начини и можеби тие да се потикнат да се стават на маса како можни решенија од оваа ситуација. Меѓутоа, мене ме плаши дали со зачување на една реторика агресивна, етикетирачка, навистина може да се направи поместување во овој бекшоп во позадината, бидејќи ако вие цело време во јавноста држите на агресија. Јас затоа мислам дека неминовно е да почне да се намалува агресивноста на говорот на сите страни. Нормално дека власта, бидејќи власт треба прва да почне тоа да го прави, ја повеќе пати кажав дека е недозволиво да во партиски соопштенија СДСМ се етикетира како петоколонаш и вакви или онакви. Денес имаме една нова ситуација, ќе ја слушнеме малку и после таа контрабомба околу... Мораме да малку ја намалиме агресијата во реториката, бидејќи они и да се договараат нешто во позадина, во клубот на пратеници или каде, поларизацијата на јавноста, на симпатизерите, на членовите, на сите граѓани, ќе постигне до такво ниво да нема да биде толку едноставно да се деескалираат работите, бидејќи, знаете, не е ова само една драма за луѓето, една турска серија која ќе заврши со хепи енд. Мислам, мора да се води сметка и за состојбата на нацијата. И таа бара, како првче за мене, бара една воздржаност во комуникациите и намалување на агресивноста. Сефер се споменуваше концентрацијска влада, значи нешто слично на 2001-та, Заев тоа денеска го одби, неговата изјава е дека тие ќе се вратат во собрание само за да се избере преодна влада. Сега тука за него преодна влада, тој вели доколку таа преодна влада, ќе разговараме за формата на преодна влада, меѓутоа доколку биде политичка, премиер не би требало да биде Груевски. Значи Тоа е концентрациона влада. Да, значи, мислам, го реков тоа, уште во претходниот одговор, дека во моментот, бидејќи политичката криза е многу длабока, безбедносниот момент е многу деликатен и мислам дека таква влада нема да успее да ја води Македонија напред, значи кон подобра иднина. Мислам дека веќе нема од што ние да се срамиме. Ние од странци, ние од меѓународниот фактор во смисло да ни помага, бидејќи сме посрамени, реално сме посрамени и веќе мислам дека ова нема крај или нема дно. Велиме дека ова е дното, одиме уште подоле. Значи, не би сакал да се навратам на ситуацијата во Куманово, значи полициската акција и така натаму, но таа има многу дилеми кои што треба да се расчистуваат. Затоа што таа влада ако се формира и нема да има доверба после кај албанците. Бидејќи гледате што се случува, луѓето, граѓаните не ги прифаќаат политичките представници. Во моментот тие мислат дека немаат политичка представеност од значи за нивните интереси. Значи зборам и за идејата ми е таква општа ама таква општа атмосфера има во целата држава, затоа што они мислат дека ситуацијата можеше да се реши со помалку жртви од страната на полицијата, бидејќи загина, реков, 8 полицајци, што е голема бројка. Меѓу нив, меѓу другото, и еден албанец. Значи, не ми е зборот да кажем дека вклучувањето на албанците во таа акција може да даде легитимитет на акција која што са бајле во 5 часот полицијата влегува во населба која што јас сум бил во Куманово и знам за која населба се зборува, значи е густа населена. Имало цивили, деца и така натаму. И во ваков безбедносен момент мислам дека таква влада
кое што ќе сочинуваат политичките партии не е решение. Мислам дека решението е во формирање на нова експертска влада која што ќе врати државата, институциите во нормален колосек, бидејќи гледаме дека се отидени многу далеко. Ние имаме во моментот немаме институции фактички. Имаме институции како згради, но фактички тие институции постојат само не и за граѓаните. Јас сум сигурен дека и членството и симпатизерите на ВМРО ДПМН не ги одобруваат, ги гледате лицата на граѓаните во... Не изгледа така, според тоа што јавно се демонстрира. Ордановски, што може да се очекува од оваа средба? Може да не дојде и до неа, меѓутоа еве најавите се дека ќе... Оваа средба ја не очекувам ништо. Ја очекувам... Бидејќи се извинувам, заев во меѓувреме денеска оние бриселски преговори со европратениците ги прогласи за пропаднати. Значи, што јас го очекувам да се случи во наредните денови се неколку работи. Прво би го повикал вака јавно гувернерот на Народната банка на Македонија да обрати внимание сега на одлив на милиони евра од македонските банки. Мислам дека во наредниот период на разноразни сметки на приватни фирми и така натаму. Ако тоа не е завршено. Мислам после вставкиве денеска тоа не го правеле, можда од денеска ќе почне да го прават. Значи јас апелирам, бидејќи се работи за важни пари кои што ќе требаат на оваа држава, да се обрне внимание сега да не почне да течат стотици милиони во правци на Белизиња и Фарски острови. Ки знаат они механизмите како тоа, имаме ние разни управи за контроли на перење пари, финансиски полиции и така натаму, малце да тоа барем колку толку таа последица после неа трпиме. Второ, ние во недела ќе си имаме еден голем митинг на опозицијата, така мене ми личи. И опозицијата мислам дека и треба тој митинг, бидејќи таа е ставена под еден жесток притисок сите овие месеци, власта не бира средства да тој притисок го искаже, та дури не бира средства ни со тепање, ни со апсење. Оваа власт има изванреден капацитет да апси демонстранти, нема баш таков капацитет да открива криминал. Така што мислам дека опозицијата сака таа катарза да доживее и сака да покаже на власта дека зад нејзината политика стојат луѓе. Не сум уопште наивен да мислам дека и власта не може да направи митинг, но секој треба да прави тоа што мисли дека треба да прави. Потоа ќе уследат реални преговори, кои што ќе бидат посредувани со реални преговарачи, и мислам дека после Куменовските настани реално македонскава политичка криза е дигната на едно друго ниво. Што значи тоа реални преговори? Тие што ќе можат да направат доволно и притисок и убедување за да се постигнат неопходните компромиси. Тоа нема како поинаку да заврши освен со експертска влада. И тоа е јасно. Ние само може да изгубиме една недела, месец, два месеци и да ви кажам, ако мене ме прашате, мислам дека е притисокот околу губењето на месеците повеќе врз Груевски. Гледате, јас мислам дека Груевски со секој изгубен ден до сега само си ослабнува преговарачката позиција. Него секој нов ден му е полош. Од проста причина, видите, што има Заев да изгуби СДСМ? Заев и СДСМ нема што да изгубат, тоа не викаат, видите. Додека е Груевски на власт, ние не влегуваме во никакви аранжмани со оваа власт. Па сега, ако треба да не апсат, ако треба да не тепат, ако треба да ни палат коли, што треба ќе се прави? Меѓутоа преговорите на преговарачка маса секоја значат компромиси и отстапување од црвените линии. Јас се согласувам, но сакам да ви кажам само кога тоа ќе биде ставено во рамка во која што ќе имаме реални позиции за преговарање со реална волја искажана да се водат преговори. Мислам дека се уште не сме таму. Сашо, јас сега колку те разбирам, ти викаш дека компромисот е прифаќањето на максималниот став на СДСМ. Зашто е неутралниот став максимален? Па експертска влада е најнеутралниот став кој што може да постои. Максимален став бил Заев да дојде на власт и да формира влада без избори. Тоа би бил максимален став кој ја не би го поддржал. Барањето на ово што го кажуваш. Па се разбирам, а Груевски може да каже барањето на Груевски да се исели Заев од држава. Па тоа не е став. Ние имаме објективни критериуми за тоа што е неутрален став. Не е тој критериум што ќе каже Груевски или Заев. Неутрален став во оваа ситуација е експертска влада. По неутрално здравје. Од таа позиција Клековски, која може би ти не можеш да ја разбереш, треба да се тргне. Затоа што можеме да се договориме за експерти кои стварно нема да бидат? Се разбира.
партиски поврзани и дека тие партиските не поврзани. Апсолутно, како што јас тебе веднаш би те ставил за едно министерско место. Бидејќи еве јас ама прашање дали ќе прифатат. Се сеќаваш ти би прифатил ли да бидеш министер во експрескалата? Едно прашање да може би да се сеќаваш колку убедување беше за да се најде нели комисијата за 24 декември беше 20 од ВМРО, 20 од СДСМ и Петкиев председател да биде независен. Да, и тоа не знаеме како се ова што Клековски со право го говори, ќе биде работа кој што ќе се преговара. Па после Борче Давидковски двете страни го убедија дека устави веќе све е договорено, Борче само добро, може да се најдат алтернативата. Ако алтернативата е тоа да се остане Груев на власт, нема да го биде тоа. Каде ја гледате тука улогата на ДУИ? Имавме деновиве порака и до Демократската унија за интеграција да заземе јасен став, вечерва заседава председателството, но она што е како позиција јасна досега кажано е дека ДУИ е партнер на меѓународната заедница. Што значи тоа? Добро, чека сигнали од меѓународната кај албанците звучи добро тоа со меѓународниот фактор. Реално да, но има и друга интерпретација дека само чека сигнали како треба да оди. Значи и едното и другото. Значи и едното и ама ДУИ ќе си биде важен фактор во сите тие разговори, кај ДУИ во моментот е клучот. Знаеме, според бројката на претениците, они ако излегуваат, ние немаме парламентарно мнозинство и мора да се најде решение. Јас мислам дека во моментот во ДУИ превладуваат две мислења, две струи. Теута Арифи една од од првата струја, значи говореше, пишуваше многу колумни, па после се повлече од политичкиот живот и сега е само градоначелник на локално ниво, зборуваше за тоа ДУИ дали ќе избере власта или народот. Значи, во моментот таа е многу голема дилема и колку што гледаме, ДУИ во моментот ја избира власта и тоа е легитимен став, легитимна постапка и така натаму. Но реално ДУИ го има изгубено контактот со реалноста во смисла контактот на тоа што мислат граѓаните всушност за владата како политички концепт, како значи во смисла на реализирање на интеграцијата, бидејќи гледаме дека тоа што го пропагира години наназад ДУИ интеграција не се остварува. Има и индици, ја ги читам медиумите кои што ја подржуваат власта и они се воситуваат на Путин. Разбирате? Да. Се воситени се од Путин, од чекорите на Путин. И ни кажуваат дека како Русија и разни приказни. Само да се довршам, јас мислам дека почесно ќе биде политичките партии да си направат политичка влада, за да не пуштат невини луѓе да гинат бидејќи ќе бидат под оганот на двете партии. Мислам, тоа е скоро неминовно во нашиот контекст. Во однос на ова прашање, останувањето на ДУИ во владата не е само прашање на останување или неостанување во владата, туку е прашање мајски договор, се викаше тој? Мајски, мартовски ги има. Мајски договор, во кој ДУИ бараш победникот меѓу македонците да прави коалиција со победникот меѓу албанците. Што не е доволно? Не, само да кажам, ако ДУИ го прекрши мајскиот договор, ќе биде прекршен. Ја ми се чини дека останувањето во ДУИ е делумно предизвикано тоа што они не ќе да го прекршат мајскиот договор, пошто мајскиот договор им гарантира прилично комотна позиција, земајќи колку е незаинтересирана опозицијата меѓу албанците, зборам за ДПА. Значи, победничката улога на ДУИ во меѓу албанците гарантирана во доста долга иднина, ако нешто радикално не се смени. Во една таква ситуација, зошто ДУИ би го кршил принципот кој му гарантира кој да победи меѓу македонците? Ама легитимитетот очигледно Клековски е недоволен. Имавме позиција 2006-2008. Нема да победи ДУИ на изборите меѓу албанците? Ми поставувате тешко прашање, да сум представник на ДУИ, одма би одговорил дека тоа ќе се случи, не знам. Значи,
идејата е 2006-2008 имавме ситуација кога ДПА влезе без легитимитет, значи и со некаква платформа. 2008 дојде на власт со легитимитет, исто така со некаква платформа. Очигледно дека легитимитетот сам по себе не е доволен за да функционира влада која што ќе донесува кохезивни решенија. Бидејќи тоа што рече Ордановски и за ситуацијата во Куманово, исто така, ако не се информирани значи председателот на државата и така натаму, имаме исто така ситуација во која што не се информирани значи луѓето кои што ја представуваат ДУИ во Министерството за внатрешни работи и така натаму. Не е толку мистериозна позицијата на ДУИ, си се обидам на кратко да опишам. Видите, останувањето на ДУИ во владата значи еден релативен баланс на силите во владата во смисла на очекување на исходот кон овој излез кој што сега треба да се договори. Ако ДУИ ја напушти владата, ќе остане простор ВМРО да мора да се радикализира и тоа ВМРО се знае на кој начин се радикализира, на национална линија. На тоа ДУИ ќе мора исто така да удри на национална линија, бидејќи тоа се сепак две националистички партии. И тоа само ќе ја влоши ситуацијата. Тоа е можно ДУИ да го разбира или можно да му е објаснето на ДУИ. Така што останувањето на ДУИ во владата е под ризик да го губи својот легитимитет и гледам дека ДУИ тоа го прифаќа. Можеби за една повисока цел. Можеби тргаат од ова што Клековски го вели дека се сигурни во секоја своја идна победа. И заради тоа мислам дека проценуваат дека се уште не е дојден моментот кога ќе го срушат Груевски. Тој момент се наближува. И тоа е веќе јасно, знаете, ДУИ се гледа и самите изјави на ДУИ се во една страшна, како ја кажем, фрустрирачка позиција. Они би сакале да излезат, голем дел од нив таму. Некои од нив се умешани во работи кои што се непријатни за партијата и за нив, но јасно е дека ДУИ е таму затоа што чека да види во кој момент ќе треба да се делегитимира Груевски, доколку Груевски инсистира тврдоглаво на оваа работа. Он да остане шеф, а се друго да правиме компромис. Тоа нема да може. Тука мораме да направиме уште една пауза за реклами и влегуваме во завршницата. Останете со нас.